Намерно предизвикан стечај отвори проблем тежок 60 милиони денари и судски процес кој се влече од 2011 година. Некогашни бизнис партнери денес се спротиставени страни на суд во обид да докажат кој треба баснословната сума да им ја надомести на доверителите. Оштетени се вработените на ВИПа, доверителите на ВИПа. Во моментот кога беше спречена ВИПа ради непостапување на договор со договорената страна да обавува дејност, имаше тројца вработени и сезонски вработени некаде околу 15 луѓе. Се почнало откако две фирми потпишале договор за откуп на стока во време трајање од 2 години, но по многу краток период едната фирма се откажала од договорот, раскажа за ТВ Стар Александар Поповски, едниот од партнерите. По ова започна долг судски процес за кој Поповски тврди дека е полн со нерегуларности. Очекувам дека или обвинителството под опрен глас ќе реагира и ќе ја преземе работата во своји раце за да види тој криминал што се прави тука, што со вон законот се прогласува ВИПа должник по некои документи кои што се дел фалсификувани, дел не прочитани како што треба од судот. И по тие документи се води ВИПа должник, а таа не е никако должник во случајов, и се води постапка нормално како према должник за стечај. Освен двајцата партнери, моменталната ситуација без екзистенција оставила и голем број сточари. Договори некои правимо, од тие договори нема ништо, но кеска ги правимо у 1 саат. Води некои нотари, а утре ќе биде договорот, тај задутре немате ништо. И така остана овој, нема ете сега туре устече. Ми сме штетени, еве, и ја имаше фирма, турија ми мене не може да плаќам давачки, еве сега без лекарство, без ништо. На луѓе што имаше долгови, морал сам да давам своји пари да се покрие. И тоа е. Проблем, како и се реши, не знам. Александар Поповски денес символично протестираше пред Кочанскиот суд, убеден дека освен на некогашниот партнер е жртва и на судски нерегуларности во текот на целата постапка. Пред неколку месеци тој својот револт го изрази протестирајќи и пред Штипската апелација.